Да си кажеме, добре дојдовте. Предлог законот за прогласување на просторот околу македонскиот парламент за безбедносна зона по скратена постапка предизвика бројни реакции во јавноста. Се огласија поединци, граѓански здруженија, кои со чудење и прашалници, кои со критика дека тоа е удар врз демократијата. На оваа тема денеска зборуваме со универзитетскиот професор Борче Давидковски. Професоре, добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Како вам на прва, како експерт по управно право, ви личи предлог законот за прогласување на просторот околу собранието за безбедносна зона од аспект на тоа дали има некакви прекршувања на уставот? Па мислам дека нема прекршување на уставот, бидејќи парламентот како куќа на народот, таа треба секој пат да биде достапна и секој пат треба да биде, пошто и кај нас парламентот постојано заседание, постојано треба да биде отворен и да влегуваат пратеници, да влегуваат обични луѓе, да прашуваат, комуникација да се врши, така што не гледам некоја дека тука уставот се прекршува. Што е со уставно загарантираното право на граѓаните на мирен протест без претходна најава? Па добро, уставот наш е доста либерален во тој поглед. Со член 21 предвидува дека секој има право на мирен протест без најава и без пријавување. И став 2 тамо кај што вели тоа едино може да биде ограничено тоа право во случај на војна или непосредна војна опасност. Но од друга страна има и други членови на уставот, на пример слобода на движење, член 12 и така натака, кој што очигледно бидејќи секое право, значи и одговорност. Некој ако земе да блокира парламент, тоа значи на некој другото право кој што има право да влезе, да работи во тој парламент, му е ограничено, односно слобода на движењето не може да влезе. Така што тука имаме две уставно загарантирани слобода и право, така што реална мерка мисламе дека во околу собранието треба да биде така наречена зеро зона, да се нема право за протести, да не се блокираат влезовите, за да можат пратениците постојано и непречено да си обавуваат својата функција. Интересно е што овој закон се предлага да се донесе по скратена постапка, значи надвор од она редовна процедура, и тоа што предлагаче парламентарниот спикер Африм Гаши, меѓутоа и група на пратеници од сите политички партии. Па дел од реакциите беа во насока на тоа дека кога станува збор за интересот на пратениците, тие се многу сложни и едногласни. Што би рекол народот, сложни калогире во петок мрсата, али така. Се носат работите со консенсус кога им одговара. Па видите, ова не е некое толку битно прашање кај што можат да ги откопаат или закопаат ратните секири меѓу... Како покачувањето на платите и... покачување на плати, што им е во интерес, они веднаш тоа, но сепак ова е со многу големо задоцнување, бидејќи ова не е новина, не е ова нивна измишлјотина, што би се рекло. Ова е една од препораките, оваа комисија. Да, ке стасаме, вие бевте председател на комисијата. Да, сакам да кажам дека од 2013 ништо не се презема во оваа насока. Добро. Идејата е добра, кога да е, еве и после 13 години, добро да се реализира со еден закон, едноставно да се направи малку ред ова држава. Ние едноставно демократијата ја сваќаме или црно или бело. Кога е во интерес да што можеме, што сакаме да правиме, а кога имаме некои обврски, тогаш тука се крши демократијата. Сепак мора да има одредени правила на игра. Значи законодавецот во воведот и во образложението на овој закон, во делот од него вели дека, ќе цитирам овде една реченица: традицијата, политичката култура, политичкиот систем и искуството со напади и инциденти се основните фактори кои ги определуваат моделите за безбедноста на парламентите и нудат странски искуства, односно искуства на други земји. Се посочени тука Германија, Австрија, Унгарија и други земји како примери како функционираат безбедносните зони околу парламентот во другите главни градови.
Значи, вие како професор по управно право сметате дека законот е на место и треба да биде донесен, меѓутоа вашата забелешка е дека е донесен со задоснување. Па 13 години бидејќи тогаш и ВМРО и СДС барем препораките ги гласа. Двата заклучока ВМРО ги прогласи за тоалет хартија, но 9 препораки ги гласа. Доколку ги имплементира во 2013, сигурно немаше да дојде овој така наречениот крвав четврток на 27 април, кога беше пред 2017 година. Добро, рековме дека Уставот е прилично либерален, па дозволува некоја слобода и право да се коси со одредена друга слобода и право. Меѓутоа, најбројните реакции во однос на ова законско решение сега се однесуваат на ставот 3 од член 8, каде што во безбедносната зона се забрануваат прво е градежни активности, па образложението е дека на јавен тендер било дадена парцела од во близина на парламентот за да се гради катна гаража, сега инвеститорот ќе бил обештетен и таа ќе биде прогласена како дел од безбедносната зона околу собранието. Во став 3, како што реков, член 8, одржување на јавни собори, протести или манифестации. Тука е она клучното што ја бранува јавноста и што ја ги револтира на некој начин граѓанските организации и активистите кои велат дека ова е удар, сериозен удар врз демократијата. Видите, тука колку што гледам ова, фактички влезовите треба да бидат деблокирани, условно речено, пред влезовите на собранието, да не бидејќи фактички влезовите на собранието се од позади, што би рекло, кај што требаше да биде катната гаража, има два влеза, еден страничен спрема булеваро и оној главниот влез што е за гости, што би се рекло. Тој службениот влез од кај Дом на армија, тука не би требало да се врши, мислам да се дозволи протести, односно да се блокираат влезовите во собранието. И затоа не случајно и катната гаража, бидејќи не личи од една страна е собранието, позади е статистика, па сега управен суд, па домот на армија и во средина да има приватна катна гаража, не личи све од објекти од посебен интерес за државата, да не кажам носителот на највисоката власт, законодавната собрание, тука беа министерства, еве сега е статистика, управниот суд е во ова зградата бивша на влада, домот на армија, така што тој комплекс би требало да биде заштитен, односно да не се дозволат демонстрации или така натаму. Добро, но уште малку ова, без намера да спорам, во образложението стои дека ваквиот режим е неопходен особено во ситуации со ненајавени протести, кога се загрозува безбедноста на пратениците и се отежнува извршувањето на нивните работни обврски. Велите и вие, веројатно и по демократски и по средени држави, на сличен начин го имаат уредено ова прашање. Кој пример вие би го посочиле овде како странски искуства се нудат искуствата на Соединените Американски држави и Канада, каде што парламентите, односно законодавните домови се во повеќе згради различни, а потоа се наведува, како што реков, Германија, Романија, Белгија, Австрија, Унгарија и Романија. Секаде околу кај овие земји, ние ги имавме предвид кога ги пишувавме препораките пред 13 години и двајцата експерти што ни беа исто така ни помагаа на комисијата, водевме сметка, ги земавме компаративните искуства. Има некои земји, дури е таа зеро зона е дури 500 метра во диаметар околу парламентот. Тоа за нас е премногу, бидејќи Скопје во главно тогаш би бил и плоштадот зафатен, дури и до влада 500 метра кој идете воздушна линија, целиот простор би бил забранет. Тогаш би немало место за протести. Тоа за протести воопшто не може ни да станува збор, но мислам дека до булеварот едноставно Жена парк веќе е простор кој што секаде во светот, тие обично паркчиња, тие што се зелени површини се дозволени за изразување на мирни протести, се разбира.
Добро, тогаш од овој аспект како експерт по управно право, кога на овој начин ги објаснувате работите, дополнителна дилемата, расте дилемата зошто граѓанските активисти така жестоко реагира и сметаат дека ова е сериозен удар врз демократијата. Предлагам тука да ја слушнеме реакцијата на Зелен Хуман град, која оцени дека ова представува сериозен удар, односно дека на овој начин се убива представничката демократија. Во продолжение Горјан Јовановски од Зелен Хуман град. Според Зелен Хуман град, промените во овој закон представуваат смрт на представничката демократија во Македонија. Нема никаква логика или смисла поставување на никаква си безбедносна зона околу собранието, бидејќи за таков изговор дека може да се десат некакви интрузии, постои полиција, постојат вооружени сили кои што прават проценка за безбедност и доколку се процени дека постои некаков ризик, може тие да се појават на терен и да спречат било каков инцидент. Зашто за тоа може да го искористиме сега изговорот и за други државни објекти и за буквално секоја локација во Македонија дека може би постоел некаков ризик, па сега ние ќе правиме безбедносна зона. Не само што се крши уставот, каде што се вели дека ние имаме право да протестираме каде сакаме, туку ова со амин од сите партии заедно се става една блокада на демократијата и се става блокада на можните протести каде што они бегаат од народот, бегаат од нас, наместо да се конфронтираат со своите политики за кои што луѓето не се задоволни. Ова не е вистински чекор напред кон демократијата, туку ова е ставање комплетно во рикверц и ставање педалата на газ за враќање на назад. Нема никаква логика ова што се имплементира сега и ова не треба да биде дел од предлог законот. Доколку сака да се спречуваат некои си катни гаражи, има начин да се направи тоа. Но забрана за јавни собери и протести околу собранието нема никаква логика да се имплементира. Повторно ќе кажам, постојат полициски и вооружени сили кои што прават проценка и доколку се процени дека постои некаков ризик, тие може да излезат на терен. Во спротивно не може да се донесат вакви забрани, бидејќи ако се донесе тука, ќе се донесат и за други локации и ќе станеме една политичка држава каде што зашто ние проценивме дека не би требало овде да се протестира, не може ни тука, ни тука, ни тука да протестирате. Ова е противуставно, ова не треба да се донесе. Зошто се плашат толку многу од луѓето, аман? Зошто се плаша и парламентот од луѓето или од народот? Прашува Горјан Јовановски, колку држат овие аргументи дека на овој начин се повторно сега да не се навраќаме околу тоа дали се крши уставот, меѓутоа дека ова може да послужи и како пример потоа да биде пракса, законска пракса со безбедносна зона да се обезбедуваат и други државни објекти на овој начин и дека безбедносните служби треба да вршат проценка дали некој објект е во ризик, а не тоа да се озаконува дека ако сака парламентот да се заштити од инвеститори, има начин, меѓутоа правото на јавни собери треба да остане уставно загарантирано и слободно. Тоа право останува, мислам, очигледно има некој недоразбирање. Тоа право на граѓаните им останува. Тоа само се овозможува граѓаните да може поголема флуктуација да идат да комуницираат со пратениците, со парламентот, да поднесуваат иницијативи, представки и така натака. Ако се блокира работата на парламентот, куќата на народот, тогаш зашто ќе се прават и тие протести? Идејата, ова што се проценка на безбедносните сили, проблемот, овој закон е само за парламентот и препораката наша тогаш беше само за парламентот, ја не зборуваме за другите институции, затоа што втора препорака беше исто така да има толку во законот за собранието на Република Македонија да постои сопствено обезбедување на парламентот. Значи, ако оваа препорака и другите препораки беа имплементирани, повторувам, и ако собранието си има собствено обезбедување, сега самото обезбедување на собранието ќе прави проценката дали може парламентот и кога, дали ќе биде загрозен, дали ќе да се прогласи по безбедна зона и така натака и така натака. Да не се чека сега од МВР, бидејќи сега фактички се чека МВР, па ако нешто се надминат, условно речено, фактичката состојба, има по опасност да има поголеми последици, па се ангажираат специјални единици и така натака. Ние да не забораваме, во овие 35 години македонскиот парламент, мислам, 2 пати или 3 пати е пален.
еднаш на почетокот кога железарците влегува во парламентот, кога го демолира, и потоа мислам кога беше ратот 2001 година и така натака, и сега кога се направи упад во 2017, мислам дека лоша слика за парламентарната демократија во Македонија се добива доколку вака лесно се влегува во парламентот и се демолира парламентот. Не случајно ние ги дадохме овие препораки, но очигледно немаше никаков ефект. Неколку пати ја споменувате комисијата која ги утврдуваше сите детали околу случувањата на 24 декември 2013 година на седницата за донесување на буџетот. 2012 беа настаните, декември 24 декември 2012 се донесуваше буџетот за 2013 година. Така беше. Таа комисијата работеше од април-мај 2014, од 2013 до заклучоците ги усвоивме по препорака на Европската унија, бидејќи ни се закани дека ако не ги усвоиме до септембр, дека Македонија во ниеден извештај до 2017 нема да биде споменат. И затоа ги донесовме двата заклучока и 9 препораки. Така, и сега вашата реакција во оваа ситуација, односно по минатонеделната објава дека парламентот по скратена постапка ќе го донесе овој закон, ево насока на тоа дека ако заклучоците на комисијата беа прифатени на време, немаше да се случи 27 април 2017 нападот, упадот во парламентот. Зошто тогаш не беа прифатени заклучоците, односно беа прифатени, меѓутоа не беше имплементирано? Не знам дали дел од нив се имплементирани. Вие во дел од заклучоците, освен таа воспоставување на зеро или неутрална зона околу парламентот, сега во законот се нарекува безбедносна зона, предложивте и да се издвои парламентарното обезбедување. Собствено да има собрание. Собранието да има собствено обезбедување независно од она на МВР. Сега не е така, сега се уште обезбедувањето е под рамки на Министерството за внатрешни работи. Тоа е дел од заклучоците. Значи заклучоците, препораките се усвоени, меѓутоа не се имплементирани во пракса и се случува ова што се случува. Се случува и 27 април и сега се донесува закон. Во таа смисла и вашата реакција, веројатно. Сметате ова за политичка... Ова мислам дека играње мајток со демократијата, доколку беа совесни и сака нешто да се имплементира, навистина што се работеше комисијата, има 13 години. Пазете, ние во септембар 2013 година ги донесовме препораките и двата заклучока. Има и веднаш требаше се распушти комисијата и требаше парламентарните групи на СДС и на ВМРО да земат да пристапат кон имплементација на препораките, односно носење закон за зеро зона. Тоа требаше да биде во закон за собрание, да биде имплементирано, исто така во закон за собрание да биде имплементирано дека собранието има собствено обезбедување за етички кодекс, задолжителна обврска собранието да го донесе и неколку препораки во поглед на носењето на буџетот за скратување на постапката кои што беа имплементирани во деловникот. Тоа за волја на вистината се имплементирани во деловникот на собранието. За брзано носење, за роковите во однос на донесување на буџетот. Да не се развлечува постапката на овие клучни, особено двете. Ако беа имплементирани еве на 2013, еве 2014, еве да се расправале, иако се сложија едногласно и ВМРО и СДС, повторувам, членови на комисијата беа од ВМРО и од СДС. Јас кога независен бе. Ако се сложија, може да ги донесат тие законски одредби. Тогаш ова у 2017 тој крвавиот четврток немаше да биде, затоа што прво немаше да се дозволи демонстрации да се крши вратата собраниска, односно да се отвори па да влезат, да демонстрираат пред собранието. И второ, собраниското собрание само ќе интервенираше да не се чекаше полицијата. Самото обезбедувањето
интервенираше и немаше да дојде до оваа ситуација која што дојде. Не само тоа што велите дека членови на комисијата беа представници и од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, туку од тогаш до сега се сменија повеќе парламентарни состави. Па не, и ова е критика на поранешните парламентарци, не на овие добро најдоа за сходно да земат да го имплементират. Зашто не знам не го зема и собраниското обезбедување да го изменат законот за собрание и да конечно еднаш дефинитивно собранието да си има собствен чувар, што би се рекло, да не зависат од МВР да не ги обезбедува. Согласно кинеската максима, кога е најдобро време да се посади едно дрво, вчера или денес? Најдоцна утре. Да не се чека. Ние кај нас по правило ние чекаме. Секој пат ние чекаме нешто, ја не знам зашто се чека, а поготово за овие закони нема политички игри. Тука мислам дека едногласно со консензус секој парламентарен состав требаше да ги донесе. Зашто се одоговлече? Кога станува збор за овој закон, буквално сите пратенички групи, дури и левица која обично е опозиција на мнозинството, меѓутоа еве сега се обединети сите. Како го оценувате политичкиот моментум? Има ли некаква политичка позадина во терминот избран за донесување на овој закон? Или пак станува збор за зрење на свеста дека таков закон е неопходен согласно странските искуства? Па ја мислам дека сега странците може притиснале, бидејќи знаете ние извештајот пред се го работевме за нас, за наши употреби, но исто така, пошто покровител беше Европската Унија, јас англиската верзија на извештајот на амбасадорот на Европската Унија лично му го предадов извештајот, така што они водат сметка што е имплементирано, што не е. Овие нашиве забораваат, тоа сигурно. Али за странци предпоставувам дека и они можда начекале сега период пред избори, мислам има доста време, локални не се толку локални се изборите, евентуално еве сега овој закон да помине, но повторувам, требаше по мене и во законот за собрание да, иако таму има одредба, може да се толкува и тоа, дека собранието да се има собствено обезбедување и едноставно да се еманципира од услугите што ги има со МВР. Вие знаете, имаше нели и проблеми со на аеродром што обезбедувањето на гаши отиде таму председателката на Косово. Па и немели цени настана. Друго ќе беше ако беше собраниско обезбедување и друга одговорност ќе можеше да се бара од самите обезбедувачи, отколку овака на овој начин што преку МВР внатрешни таму контроли што имаат и се разводнува одговорност. Професоре, велите оваа критика се однесува повеќе на претходните парламентарни состави, бидејќи овој парламентарен состав ја донесе. Како ја оценувате генерално и како човек чија специјалност е работата на државните органи и институции, работата на овој парламентарен состав досега, еве исто така револт во јавноста беше предизвикан и по онаа двоседмична пауза по големата трагедија во Кочани. Сега парламентот наврши една година од формирањето. Таа прва година на прва генерално како би ја оцениле во однос на активноста на парламентот? Нашата болка на неработење на собранието, односно да имаме супремација на извршната власт во однос на законодавната, продолжува. Не ова од вчера. 33-4 години се во изминатиот период на исти начин чекаат парламентарците што ќе им достави владата, они само да го сега овој закон е мислам тривијален, што би се рекло, не е битен реформски или нешто да е што ќе влијае на положбата на граѓаните, на економијата и на квалитетот на животот. Така што очигледно и понатака продолжува во скратена постапка да се носат сите закони со едно читање сега да се донесе, кога сега во опозиција сегашната опозиција носеше така 5 години, сега критикуваат
сегашната позиција, поранешна опозиција, најповеќе критики се упатуваат дека се носат во скратена постапка законите. Значи, нашиот стил на живење, на парламентарен живот, мислам, продолжува така што не гледам дека собранието во догледно време може да се еманципира од извршната власт и евентуално самостојно да носат одлуки, например, да се донесе закон кој Франција, што се носат закони со име на пратеникот. И тој закон го носи името на пратеникот и така натака. Тоа останува во аналите на собранискиот живот во Франција. Веројатно треба многу за да се споредуваме со Франција, да зре како демократска и парламентарна пракса. Им направија и 300 чуда, им направија све, имаат и асистенти, но фактички он стил на работа продолжува и народот очигледно повеќе ради занимација гледа овој собраниски канал отколку нешто да. Значи во насока на ефикасноста на овој парламентарен состав и тука нема преодна оценка за овој состав кој е една година веќе формиран, односно актуелен. Што е со работата на другите државни институции, со оглед на тоа што сме во реформа на јавната администрација исто така 3 децении, дали забележувате зголемена ефикасност на другите државни органи и служби? Јас ефикасноста не ја гледам толку колку што гледам дека има одредена раздвиженост за подготвување на низа законски прописи, но гледам некако ги ставија на една роно и некако се закочи процесот, дали сега во јуни или веќе може и феријата ќе фати јули, онако ќе почнат да се носат. Сепак тие реформски закони покрај тоа за Европа што треба да покажеме одредена активност дека се го хармонизираме нашето законодавство со законодавството на Европска унија, тоа треба да го правиме за добробитот на нашите граѓани. Граѓаните треба да осетат одреден бенефит кој ќе иде на шалтер или на едно место да земе на брз и ефикасен начин да се оствари некое право пред органите. Сега се уште имаме, што би се рекло лето место, се уште имаме темни ходници каде што има закочување на процесот на одлучување и така натаму. За крај, гледате ли политичка волја дека во наредните 3 години од актуелниот парламентарен состав ќе може да се истуркаат тие законски решенија неопходни за таа една посериозна реформа на јавната администрација, односно како да ги направиме после 3,5 децении независност јавните институции и служби поефикасни во служба на граѓаните? Она што е најголема болка, една од најголемите болки. Сега добро е што на почеток на владењето во првата година има политичка волја, се спремаат законски прописи, се транспарентно се ставаат на ЕНР, може и се прават јавни расправи. Сега кога ќе се донесат и нивната имплементација е друга работа, но во моментот има политичка волја, очигледно гледам и во казнената политика, колегите ги гледам се ангажирани во КАЗ, закон за судски совет, еве во мојот дел закон за вработени во јавен сектор, закон за административни службеници и така натака. Во овие сектори гледам дека се работи на изготвување на финалните верзии на законските прописи кои што се надевам барем до изборите ако се донесат и потоа веќе имплементацијата што е најбитниот и најтешкиот дел. Кај нас ми имаме одлични закони да се разбереме, но имплементацијата тука ни кочи. Професор, ви благодарам за гостувањето во денешното издание на Да се каже. Благодарам за поканата. Почитувани, да, слушнавме во однос на законот за прогласување на зоната околу парламентот за безбедност.